Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе ја побараме во политичка анализа. Во неделата немавме емисија, во четвртокот беше емисијата Еден терито со Маријан Ѓорчев, кој направи земјотрес на политичката сцена, едно тврдо интервју после долго време. Ке мене се секогаш проблематични третото или четвртото интервју. Во првите две интервјуа ви дозволувам да кажете тоа што имате да кажете, да ја раскажете приказната, дајте некој историски контекст, да осветлиме некои точки, некои поенти на изминатите 30-31 година и после третото или четвртото интервју е касапана, така беше со Маријан Ѓорчев, така беше со Соза Грчева. Вечер имаме политичка анализа, бидејќи во овие 2 или 3 недели док имавме интервјуа се случија многу работи. Многу работи во ВМРО, многу работи во СДСМ, многу работи во Република Македонија, многу работи во војната помеѓу Украина и Русија, избори во Словенија, избори во Франција, многу битни избори во Словенија и во Франција, каде што десницата беше декласирана, посебно та екстрема десница, и на почетокот кога сам направи мала анализа на тоа што се случи во Франција и што се случи во Словенија. Зошто во Франција и во Словенија резултатот на изборите е различен, во споредба со резултатот на изборите во Унгарија и во Србија. Има објаснување зошто тоа така и ќе направиме одредена проспекција или одредена анализа како сега тоа би се одразило ако има избори во Република Македонија. Ова е извештајот на Freedom House, кој објави некаде пред 10 дена, каде што е анализиран степенот на слободи, човекови права, демократија и така натаму во 22 посткомунистички држави или држави од источна и централна Европа, кои до препаѓањето на Берлински изгод, значи некаде пред 31 година, биле дел на тој комунистички лагер. Во 4 групи се анализирани или се групирани овие држави. Првата група ја сочинуваат консолидирани демократи. Значи од овие 22 посткомунистички држави, 6 се консолидирани демократи. Тоа се Естонија, Летонија, Латвија, Чешка, Словачка и Словенија. Словенија каде што во неделата пред 4 дена имаш избори каде што беше декласиран Јанес Јанша. Има 4 полуконсолидирани држави. Тоа е Полска, Романија, Бугарија и Хрватска. За Бугарија не сум сигурен, меѓутоа еве ја дефинират како полуконсолидирана држава. Имаме хибридни режими во Унгарија, каде што имаш избори некаде пред 2 или пред 3 недели, во Босна и Херцеговина, Србија, каде што исто така имаш избори пред 2 или пред 3 недели, Косово, Црна Гора, Македонија, Албанија, Украина, Молдава, Грузија и Арменија. Македонија има просечна оценка 3,82. Во регионот на Западен Балкан пред Македонија е Хрватска и Црна Гора. Македонија, значи сега е пред Србија и имаме авторитарни режими кои се Русија, Белорусија, Казахстан, Азербејџан, Узбекистан, Киргистан, Туркменистан и Таџикистан. Те почитувани гледачи, тоа е разлика. Кога вие имате избори во Унгарија и во Србија, кои се хибридни режими, и имате избори во Франција, која е една од водичките две држави во Европската унија и во Словенија, која е консолидирана држава, консолидирана демократија. Во овие 4 држави резултатот на изборите беше определен од војната помеѓу Русија и Украина. Во овие две хибридни држави како што е Унгарија и како што е Србија, каде што се создава една милитантна атмосфера, едно милитантно општество, војната во Украина им помага на овие популистички или националистички или десно ориентирани структури да победат на изборите. Во консолидирана демократија како што е Словенија и во Европска унија или водечка сила на Европската унија како што е Франција, војната во Украина им ги уништува шансите, ги дисторзира партиите кои намигнуваат кон Путин, кои се десно популистичко ориентирани. Например, Јанес Јанша направи се, точно знаеше што ќе се случи. Направи се, отиде во Украина, се сретна со Зеленски. Беше заедно тамо со премиерите на Чешка, на Полска и така натаму и така натаму. Меѓутоа, неговата врска со Виктор Орбан е толку драматична, толку бетонирана, што тој можеше 15 пати да се сретне со Зеленски и исто ќе му се фатеше. Бидејќи Словенија е консолидирана демократија, Словенија знае како да реагира во таква ситуација, исто како што знае и Франција. Во Франција може да се незадоволни од Макрон за 1 милион причини. Корона, економска криза, пензионирање, одење во пензија со 65 или 70 години, инфлација, проблеми во економијата и така натаму и така натаму. Меѓутоа кога ќе стане избор дали Франција ќе биде составен дел на Европската унија или ќе биде водечка држава во Европската унија или нема да биде, дали ќе дадат гласот
на Емануел Макрон или на Марин Ле Пен, тогаш целото општество во Франција се мобилизира. И не гласа за Макрон, туку гласа против Ле Пен. Па дури и левицата, која му има 1 милион замерки за Макрон, 9 од гласачите на левица во вториот круг гласат за Макрон, а не гласат за Ле Пен. Иако формално правно, идеолошки, суштински, по начинот на поимање на односи со Русија, како да се решаваат проблемите. И днината на Европската унија, левици, гласачите на левица се многу поблиски до Ле Пен. Тоа е демократска држава, со демократски капацитет. Консолидирана демократија која знае како да реагира во клучни моменти. Кога би било обратна ситуацијата, кога Унгарија би била консолидирана демократија или Србија би била консолидирана демократија, во Србија имаме пат на степенот на хибриден режим и сега се наоѓа позади Република Македонија, тогаш и резултатите на изборите во Унгарија и во Србија ќе беа сосема различни. Гледате Франција како размислуваат. Тие имат милион причини да бидат незадоволни од НАТО. 1 милион причини да бидат незадоволни од Европската унија. Па дури во времето на Де Гол го напушта НАТО. На почетокот на формирањето на НАТО, седиштето на НАТО со Айзенхауер се наоѓа во Париз, подоцна е префрлено во Брисел, и Франција секогаш заедно со Велика Британија, кога Велика Британија имала скепса кон Европската унија, Франција секогаш имала скепса кон функционирањето на НАТО, бидејќи кога ќе дојде стадни падни ситуација, тогаш Франција како слеп за стап се фаќа за Европската унија. Знаете зошто? Бидејќи без Европската унија Франција не може да биде голема сила или да биде голема држава. Ако има две супер сили, тоа се Кина и Америка, тогаш има 3 или 4 големи држави. Една од нив е Русија, втора е Европската унија. Бидејќи Германија се наоѓа во еден процес на транзиција после Меркел, го бара своето место на економски, политички и воено-безбедносен план, Франција смета дека во мандатот на Макрон треба да има на лидерска позиција во Европската унија. И затоа французите гласаат за Макрон и ја пуштат Ле Пен низ вода, бидејќи сваќа дека само со помош на Европската унија те може да бидат голема држава, да бидат голема сила, да им се слуша гласот, да може да треснат, да тропнат на масата. Што се случува во Словенија? Прегазен е Јанес Јанша. Тамо постои одредена длабока држава која персонифицира Милан Кучан, последниот комунистички лидер на Словенија, нешто што би требало да биде Киро Глигоров или требаше да биде Киро Глигоров во Република Македонија. За разлика од Киро Глигоров, за разлика од Бранко Царенковски, кој ставија длабоката држава на страна на Никола Груевски да победи на изборите 2006 година, Милан Кучан тоа никогаш го нема направено. Секојаш ја мобилизира таа држава и го масакрира Јанес Јанша на изборите. Така и се случи во неделата. Ова историски најубедлив пораз на Јанес Јанша на изборите во Словенија и тоа би значило некое запечатување на неговата кариера. Знаете што е парадоксот на Јанес Јанша? Секојаш кој Јанес Јанша паѓа од власт, најчесто завршува во затвор. Дали е тоа со патрија, а може и сега да му спакуваат одредени афери. И проблемот е што дел нови унгарски пари кои доаѓаат во Република Македонија се вртат преку словенички банки, преку словенички фирми. И ако новата влада во Словенија влезе во процес на демонтажа на владењето, на моделот, на инсталациите на Јанес Јанша во Словенија, многу лесно може да се случи да влезат во финансиска криза овие проорбан медиуми кои функционираат во Република Македонија. Јас сум заљубен во Словенија, почитувани гледачи. Заљубен сум во две држави. Тоа е француската социјалдемократија некаде пред 20 или 30 години, која се карактеризира со еден силен набој на национализам, силни синдикати и одредена социјалдемократска форма на владење, каде што всушност не се брка капиталот или не се брка профитот до тој степен како што се прави во Америка, за разлика од Америка која има еден процес на сегрегација, дали тоа е Харлем, дали со одредени квартови во Њујорк, во Лос Анџелес, Франција секоја сакаше овие малцински групи да ги инкорпорира во својот систем. И тоа функционираше до пред 20 или 30 години во времето на Митеран, меѓутоа сега се растури како мјор од сапуница. Имаше немири во Марсеј, имаше немири во предградите на Париз. Тие групи кои Франција сакаше да ги инкорпорира во своето општество, а не да ги сегрегира, тешко ја прифаќа таа француска социјалдемократија, тешко ја прифаќа тој начин на функционирање во Франција. Франција навистина има одредени економски штети, знаете, кои имате силни синдикати, кои имате силни протести, жолти елици, така натаму и така натаму. Тоа значи дека вие треба перманентно да преговарате со нив, да губите време, да губите енергија. Нешто што се случува во Република Македонија со штрајкот на образованието, меѓутоа тој штрајк е драматично исполитизиран во Република Македонија. Тоа е најмалку синдикален протест, а многу е повеќе протест на даскалите за да го донесат даскалот
чите Христијан Мицкоски на власт во Република Македонија и да нема договор со Бугарија да се направи одредена драматична политичка криза која ќе мора на крај да рефлектира или да резултира со предвремени избори во Република Македонија и Словенија. Словенија е посткомунистичка држава, консолидирана демократија, држава која беше најразвиена во составот на поранешна СФР Југославија. Има еден сегмент некаде пред 20-25 години, Стефан Корошец беше генерален секретар на Сојузот на комунисти на Југославија, на оној легендарен 14-ти конгрес, кога Милан Панчевски е председател на Сојузот на комунисти на Југославија, негов секретар е Стефан Корошец. И Стефан Корошец треба да биде испратен за амбасадор во Португалија. Бидејќи сме имале добра комуникација со Стефан Корошец, го праша зошто баш во Португалија. Неговиот одговор беше следен, дека Португалија е за нијанса поразвиена во Словенија и дека во оној момент кога Словенија ќе стане членка на Европската унија, прва држава која ќе треба да ја престигне е Португалија. И него го праќаат во Португалија, бидејќи Португалија има насилна комунистичка партија и таа комунистичка партија имала добри релации, добри односи со Сојузот на комунистите на поранешна СФР Југославија и дека треба да се направи се Словенија не да се трка со Норвешка, со Шведска или со некој. Норвешка не е членка на Европската унија, е членка на НАТО, со Данска, туку да се трка со Португалија, за да може во најкраток можен рок да ја престигне Португалија. Ви објаснив како функционира Милан Кучан. Во 3 или во 4 наврати, од шешир вади, од никаде одреден кандидат, му формира политичка партија, тој е кандидат за премиер и се прошетува на изборите во Словенија. Така беше Зоран Јанковиќ, кој беше генерален директор на Меркатор, го извадија од Меркатор, го направија премиер, сега 2, 3 или 4 мандати, градоначалник на Лјубљана. Подосна беше Маријан Шарец, кој е претходник на Зеленски. Пред 3 или 4 години имаше одреден трен комичери да бидат вклучени во политиката, така беше во Холандија, така беше во Италија, така беше случајот и со Маријан Шарец, кој од Гросупле некаде 15 км оддалечен од Лјубљана. Го вадат од нафталин, му прават политичка партија, таа политичка партија победува на изборите и тој станува премиер. И се го врадат Роберт Голуб. Тоа е моделот на Милан Кучан. Во јануари му прават политичка партија, во јануари го промовират во кандидат за премиер и победува со најголема разлика во однос на Јанес Јанша, го декласира Јанес Јанша. Милан Кучан ја вклучува цела длабока држава, знаете. Поп ТВ, медиуми, отворени, затворени општества, одредени социјални групи, пензионери, сојуз на борци, целата јавност се мобилизира и Голуб го растура Јанес Јанша. Јанес Јанша сега е на чекор без политичко пензионирање, после 31 година на најнеславен начин ја завршува својата политичка кариера. И гледате, ние имаме два модели како функционира таа длабока држава. Во Република Македонија таа длабока држава му овозможува на Никола Груевски да остане 11 години на власт. За разлика од Македонија, во Словенија таа длабока држава не му дозволува да диши на Јанес Јанша, бидејќи се плаши дека со неговото владење или начин на владење ја оддалечува Словенија од Европската унија. Сега Виктор Орбан останува сам и ќе направи се да го приклучи, да ја приклучи Србија или Александар Вучич да стана членка на Европската унија, бидејќи е изолиран, се скара дури и со Полска, кој му го штитеше грбот во структурите на Европската унија, Унгарија и Полска како одредени немирни деца или деца од Катран во Европската унија, секогаш помеѓу себе се помага за да не бидат изолирани во врвот на Европската унија. Во однос на украинското прашање војната во Украина, Полска и Унгарија се на две драматични страни. Изолиране во рамки на Европската унија Виктор Орбан и ќе направи се Србија да стане членка на Европската унија за да може да има со кого да го продолжи начинот на функционирање или начинот на владење или начинот на правење на одредени проблеми внатре во Европската унија. Тоа се резултатите на изборите во неделата. Десната опција во Република Македонија многу очекуваше од изборите во Франција и многу очекуваше од изборите во Словенија. Очекуваше дека ќе случи нешто слично како што беше во Будимпешта и како што беше во Белград. Победа на Лепен и победа на Јанес Јанша. Бидејќи тоа не се случува, сега ВМРО ДПМН, бидејќи Македонија е хибриден режим, по секоја цена ќе сака да има избори во Република Македонија. Зошто? Бидејќи војната во Украина, во сите држави кои се дел на таа групација на хибридни режими, им носи победа на партиите кои кокетират со Русија и со Руската Федерација. Тоа не се случи во Словенија и во Франција, но се случи во Србија, се случи во Унгарија. Македонија, бидејќи хибриден режим, ќе го следи примерот на Србија и на Унгарија. Затоа со овие барања на Христијан Мицкоски, затоа со овие протести на даскалите за Даскола да дојде на чело на државата, бидејќи знае ако се реши
македонско-бугарското прашање, и ако нема избори сега, кога е ескалацијата на украинската криза, дека возот може да помине и да не застане на станицата кај што го чека Христијан Мицкоски. Уште 1 до 2 минути за Франција и за Емануел Макрон. Тој точно разбира, во оној момент кога Борис Џонсон пред 2 недели се појави во Киев, имаше средба со Зеленски, се прошета низ улиците на Киев, се ракуваше, разговараше со жителите кои останаа во Киев, тогаш веќе стана јасно дека Европската Унија е капут, дека е второстепена категорија, дека Велика Британија е главната европска држава, дека го зима приматот од Франција и од Германија, дека Франција и Германија кокетират дали ќе зимат нафта од Русија, дали ќе зимат плин од Русија, па на некој начин балансират час кај Путин, час кај Зеленски, Борис Џонсон и Велика Британија се промовира во главен фронтмен за подршка на Украина во војната со Руската Федерација. Во битката против фашизмот како одредена кованица која Џохар Дудаев ја промовира тамо некаде 99-2000 година, која всушност е некоја кованица, некоја смеса на италијанскиот фашизам и рускиот национализам, кој е суров национализам, кој уништува све пред себе, како што беше во Грозни, како што е Лепо во Сирија, како што требаше да биде Киев или како што е Мариупол. И сега Борис Џонсон ви се промовира во главен играч. Вие точно сваќате зошто Велика Британија има напуштана Европската Унија. Франција и Германија сега грчевито ќе се бора за таа Европска Унија, бидејќи тоа треба да има возможност да бидат нова сила во Европа или да бидат сила која ќе може да седи на масата заедно со Кина, заедно со Русија, заедно со Велика Британија, заедно со Америка и да одлучуваат во кој правец ќе се движи светот. Германија беше земја која е поразена во Втората светска војна. Франција со Дегол беше држава која имаше одредени форми на отпор, меѓутоа не беше носител на сојузничките интервенции во текот на Втората светска војна. Затоа во Јалта и на другите мировни конференции не се појавува Франција, не се појавуваше како поразена држава Германија, се појавува Америка, Русија и Велика Британија. Борис Џонсон сега ја враќа на голема врата Велика Британија после Брекзитот. Со појавата во Киев тој покажа дека Велика Британија е всушност рбетот, кичмата на украинскиот отпор. Не само во форма на давање оружје, може би американците дадат многу повеќе оружје од колку што тоа го дава Велика Британија, туку како логистика, како разузнавање, како одредена подршка, супорт на тоа што се случува во Украина. Видете што прави Тала Џафери? Па тој се однесува како врховен командант во Република Македонија. Се појави вчера во Киев, имаше средба со Зеленски. Џабе изјавите на Славјанка Петровска. Џабе изјавите на Стео Пендаровски. Дојка Стео Пендаровски со оној билдерон се буткат на рака пред камерите на македонски телевизии, Тала Џафери како врховен командант му се појави во Украина. Порака до Тала Џафери. Кога сакаш, можеш да дојдеш во емисијата во Центар. Ниту едно незгодно прашање нема да ти биде поставено. Ки имаш 30, 40, 50, колку сакаш минути да објасниш како стигна во Украина, како те однесува во Украина, каква е сега ситуацијата во Украина. Стео Пендаровски ни подразно не може да оди во Украина. Па ако Стео Пендаровски се треси така на интервјуа на Телма, ако Стео Пендаровски отидеше во Украина, имаше да треси како фичо кога го качува плетвар. Еден Тала Џафери сега со едно појавување во Украина им покажа како треба да се однесуваат држави кои се членки на НАТО. Тоа е разликата помеѓу македонскиот и албанскиот политички естаблишмент во Република Македонија. Дали некој им кажува на албанците, дали имат некоја природна дарба за политика, јас не знам. Меѓутоа, дуи во овие 20 години, од партија на учака, од партија на терористи, се претвори во најстабилна партија на македонската политичка сцена. Па дури греф ви е да гледате како министрите на ДУИ се супериорни во однос на министрите на СДСМ или до пред 3 или 4 години во однос на министрите на ВМРО ДПМН. Тала Џафери покажа кој де факто е врховен командант во Република Македонија. Дали тоа нас не се допаѓа, дали тоа не ни се допаѓа. Тамо кај што треба да ги газиме албанците, да ги газиме за Тетово, за хаваријата во Тетово, за пописот, за сите други работи. Но тамо кај што треба да кажеме дека човекот имаше кохонес и отиде во Украина, тоа треба да го кажеме, да му речеме браво и да му порачаме емисијата во Центар отворена за вас, господине Џафери. Кога сакате, каде сакате, колку сакате,
Нема незгодно прашање, бидејќи вие покажавте храброст, а јас многу сакам луѓе кои ќе покажат храброст во животот или во политиката. Многумина од вас, почитувани гледачи, ме прашува зошто во еден краток временски интервал, некаде во рок од 2 месеци или 60 на дена, имаше 3 интервјуа со Слободан Богоевски, со Павле Терановиќ и со Александар Деневски. Тројца од осумината кои го направија пучот во Министерството за внатрешни работи во времето на Социјалистичка народна република Македонија и ги отпочна демократските процеси во Република Македонија. Зошто оба сега се одбрани овие тројца, направени им се интервју и отворено повторно тоа прашање? Пораката е многу јасна. Две личности во Република Македонија ја има така заграбено власта во своји раце. Има таква мог во своји раце. Тоа беше Лазар Кулишевски, некаде до 90-та година, и тоа беше Никола Груевски во тие 11 години кога е на власт во Република Македонија. Ниту еден политичар во Република Македонија, Социјалистичка Република Македонија, Федеративна Република Македонија, Народна Република Македонија, ја немал заграбена така власт како Лазар Кулишевски, како тоа што го имаше направено Никола Груевски. Како се сруши режимот на Лазар Кулишевски? Лазар Кулишевски беше пензионер, немаше никаква функција, немаше канцеларија, сите му одеа на баци рака на водно, ги добиваше, иако беше пензионер, иако немаше никаква функција, сите разузнавачки информации од службата за државна безбедност во Република Македонија. Тој креираше кадровската политика, со негово климање или не климање на главата луѓе доаѓаја на функции. Никола Груевски не е наводно, иако сакаше тамо да се изгради куќа наводно, и тоа е аферата Плацовите наводно, туку е во Будимпешта. И наместо наводно се го одат во Будимпешта. И Александар Николовски, Христан Ицковски, еднаш на 2 или на 3 месеци, одат на баце рака во Будимпешта, да договорат колку пари треба да им бидат пратени, да добијат одредени инструкции и добијат насоки како да се однесуваат. Тоа што го правеше Лазар Кулишевски, тоа го прави Никола Груевски. Такви режими вие не можете да струшите на избори. Такви режими вие морате да, или можете само да демонтирате без подршка на меѓународната заедница, без подршка на калето на Американската амбасада. Вие не можете да го демонтирате моделот на Никола Груевски. Ке треба да поминат 5 или 10 години за да ништо друго не правите, го демонтирате или пробате да го демонтирате моделот на Никола Груевски. Тој модел ви е функционален. Па вчера се прославија на нивните медиуми 5 години од крвавиот четврток, 2017 година, 27 април. Кога се вратат на власт, 27 април ќе го прогласат како неработен ден. Ќе го славиме тој ден, како што го славиме 23 октомври, денот кога почна македонската револуционерна борба. И потоа ќе имаме проблем со бугарите, бидејќи поло од тие што е почнале таа револуционерна борба, имале български происход, се чувствувале како бугари. Биле ученици на бугарската екзархија, работеле во бугарската екзархија, биле директори на бугарски затвори, биле членови на бугарското воено разузнавање. Манчо Михајлов си умре како бугарин. Со перење на мозок, со наметнување на нова историја. Таква историја ќе учиме 5 или 10 години, ако ВМРО ДПМН се врати на власт, и тогаш тие што учествувале во 27-ми, ќе бидат хероите на Македонија, а тие што биле против 27 април, ќе бидат предавници, ќе бидат денонцирани, ќе бидат джугосуни, па сетете се што се правеше во тие 11 години. СДСМ не се доживуваше како политичка партија. Од класната изјави до сите перјаници на ВМРО ДПМН, СДСМ беше дефинирана како диагноза. Значи, луѓето кои се членови на таа партија, кои гласат за таа партија, се луѓе со диагноза или гласат за партија со диагноза. Како ги дефинираме или што правиме со луѓето со диагноза? Па ги праќаме на лечење. И тоа беше суштината. Како ќе ги лечите? Така што ќе ги денонцирате, ќе ги масакрирате, ќе ги исфрлате од македонскиот парламент. Ништо нема да ги слушате. Ајде направите одредена анализа како СДСМ паѓа од власт и како ВМРО ДПМН паѓа од власт. СДСМ 1998 година ги губи изборите. Бранко Царенковски е девај во она црна ролка доаѓа до говорницата и му го честита победата на Лјупчо Георгиевски. 2002 година Лјупчо Георгиевски паѓа после војната 2001 година. Па сетете се овој Маријан Ѓорчев што гостуваше минатиот четврток во емисијата во Центар Љубо Бошковски што правеа. Одеа на средби со Борис Трајковски, излегоа пред македонските новинари и рекоа дека изборите ги изгубиле бидејќи било користено мастило кое се бриши после одреден временски период и тамо кај што е заокружено ВМРО, бидејќи мастилото е такво специјално мастило кое може да се бриши, се заокружува по автоматизам или некој намерно заокружува СДСМ.
Па како падна Владо Бучковски на 5 јули 2006 година, кој беше финалето на светското првенство, кога Италија стана светски шампион во фудбал. Ја предаде власта, кошарка играше. Како падна на 27 април 2017 година Никола Груевски? Па направи упад во македонскиот парламент. Вие сметате дека ако Ванчо Михајлов е ставен на црна листа на тогашното кралство Југославија и на бугарската држава, ако Лјупчо Груевски паѓа како втор лидер на ВМРО-ДПМН со војната 2001 година, ако Никола Груевски паѓа со шарена револуција, дека Христојан Ницкоски ако стане лидер на ВМРО-ДПМН, ако изгубен избори дека ќе ја предаде доброволна власта, па нема шанси. Ако една се случи, тога се големи шансите и втор пат да се случи. Ако се случи два пати, тога се нула шансите да не се случи трет пат. За четврти пат веќе не треба ни да разговараме. Овој Маријан Ѓорчев, кој минатиот четврток беше тука во емисијата во Центар, и идеолог на новата доктрина на ВМРО-ДПМН. Тој ја прави новата доктрина на ВМРО-ДПМН. Никола Груевски беше слаб лидер на опозицијата до 2006 година. Тој победува на изборите 2006 година со 303-304 гласови, некаде 8.000 гласови помалку од освоените гласови на Лјупчо Ѓоргесов, со кој тој ја губи власта 2002 година. Меѓутоа ВМРО-ДПМН кога ќе дојде на власт, ја јавнува државата, ја претвара во заробена држава. Тоа е оној синдром на црна вдовица. Вие ги носите на власт, ги носите на пола река и подосите ви убиват. Ке загините вие, ке потоните вие, ке потонат и тие, но ке потони и Република Македонија. Тоа е суштината на владење на Никола Груевски. Гледате, Маријан Ѓорчев пробуваше да објасни. Димитар Влахов, Димо Хаџидимов, левицата во организацијата. И тоа ми беше непријатно да го прашам, бидејќи беше изгазен во интервјуто. Па тој беше градоначалник на општина Кисела Вода, кога во 3 саат на Сабајле, кога немаше никој, во општина Кисела Вода се постои споменикот на Тодор Александров. Не се постои на Димитар Влахов, не се постои на Димо Хаџидимов. Одбрани се Ванчо Михајлов и Тодор Александров да бидат рехабилитирани. Па ви пере 11 години мозок преку македонската радиотелевизија од Ачковска до Никола Србов да ви убедува дека Ванчо Михајлов и Тодор Александров се бастионите на македонштината. Едниот се умре како бугарин, другиот беше само еден ден македонец во својот живот. Такво нешто ќе ви прават сега да ви убедат дека 27 април е патриотски чин, дека некои странски сили заговори. Па кои се тие странски сили? Американците? Па ако американците ги симна од власт, ако им се закања дека фоките ќе ги донесат во Македонија, ако му се јавија на Никола Груевски дека беше во Виена, на фиксен телефон, точно знае кај се наоѓа, и му рекоа да се врати во Македонија да ја предаде власта и да ја смири толпата која влезе во македонскиот парламент, сега вие со рехабилитација на 27 април всушност им ставате, им пикате прст во око на американската администрација. Па тоа го правите 30 години. И ни една поука не излековте. Во сите историски моментуми на Република Македонија сте на погрешна страна. И повторно ќе бидете на погрешна страна. И секојаш кога вие водите Македонија, Македонија завршува во кризи. Дали војна, дали шарена револуција. Овие се тотално неспособни. Грех вие да ги гледате овие како се неспособни. Но тие кога ќе паднат од власт, а ќе паднат ако ништо не направат во наредните 2 години, тие нема да паѓат од власт со војни, со шарена револуција, ќе се предадат власта. Нема да прават протести. Па гледате, овие протести сега, овие протести личат на оние протести 2005-2006 година, гласот на светлината, кој требаше да биде продажбата на електростопанство во Република Македонија. 30-40 луѓе протестира, ги окупира скопските улици токму во шпицот, некаде 15-16 часот, и тоа беше моделот на Борче Змејковски. Од исти шинел се Борче Змејковски и Маријан Ѓорчев. И Маријан Ѓорчев сега како фронтмен или човек кој има создадено новата доктрина на ВМРО-ДПМН, прави се ВМРО-ДПМН да личи на таа ВМРО-ДПМН 96-97 година. По истиот принцип по кој беше рушен Бранко Царенковски, ќе биде рушено сегашното СДСМ. Со протести, со тензии, со елиминација на поединци од врвот на партијата. Гледате, се имам чувство дека одредена групација на Завиша филм групација Александар Николовски, Реслови на обвинителството под контрола на Вилма Русковска, како да одлучуваат кој функционер во СДСМ ќе биде екзекутиран, кој ќе биде сменен, кој ќе биде пуштен из вода. СДСМ покажува некапацитетност да се брани од тоа. Па не може ден Јаким Неделков да се игра дрн дупка со вас. Не може ден Милен Зечевич доди во Ерусалим па да се слика во некој хеликоптер, па да носи некој оган во Република Македонија. Човече, стегни си ја партијата.
Па избран си за генерален секретар, не да ни носиш оган и да шеташ со хеликоптери, туку да се стегниш партијата, да се стегниш организацијата. Ти диши како дупната гума. 2006 година беше начело на ДБК, кој СДСМ ги изгуби изборите. 2007 година си организационен секретар, кој СДСМ 2008 година го има најтешкиот пораз во мандатот на Радмила Шекеринска. Па со Кирацовски, кој бевте оставени заедно во партијата, игравте тенис со македонските бизнисмени. Тенис во наводници, знаете што подразбирам по тенис. Па партијата ти служи сега да играш тенис и да правиш пари. Зато сега по секоја цена сака да ставиш свој човек на чело на Агенцијата за национална безбедност. Братот на она несреќа Томас Џеферсон. Одредена структура која лавира помеѓу српски свет, одредена структура која лавира помеѓу некои рестлови на длабоката држава. Час кокетира со Никола Груевски со ВМРО-ДПМН. Час се големи борци против Никола Груевски во ВМРО-ДПМН. Па со работничката на Миле Зечевич седеше на маса кога е престрелката, кога е убиен член или шеф на обезбедувањето на Гордана Силјановска, односно Гордана Енкуловска во рибниот ресторан 2008 година, тука во општина Аеродром. Затоа беше сменет поради врските со ВМРО-ДПМН. И затоа сега тој и Стефан Богоев се двете слаби точки на организацијата на СДСМ, додека овие други ве решават одредени проблеми. Бугарија, штрајкови, кризи, нафта, бензин и така натаму, нив им оставена партијата. Нема ништо да направат. Ке гледате како митот ке му се руши од ден на ден. Ви гарантирам, ако не земи Ковачевски, не ги земи работите во своји раце, и постои саглам луѓе кои ќе може да му ја стегнат партијата на организационо ниво, со овие двајца, не цветат цвече у наше предузече Шика Шојич. Беше фатен во криминал, или со индици дека направил криминал, Мухамед Зекири. Генералниот секретар на македонската влада, кум на Зоран Заев и поранешен подпредседател на СДСМ. Мухамед Зекири е човекот кој 2015 година излегува на Фейсбук и пишува дека емисијата на Алсатем телевизија ми е забраната поради хигиенски причини. И затоа не ја коментира смената на Мухамед Зекири. Глед, има карма, почитани гледачи. Човекот кој учел занајат од мене, дојде 2015 година да ми ја забрани емисијата поради хигиенски причини. Кој е ниско ниво, кој е мизерија од човекот карактер. Јас треба да бидам уште поголема мизерија сега да се ситам на неговото притварање. Може да го пуштат, може да остане, може да биде прогласен за виновен, може да биде прогласен за невиновен. Не е битно, чаламот му е земен. Нема веќе чалам за Мухамед Зекири. И не велам дека тоа е поради некоја карма, некој мој реваншизам и така натаму. Но станот човекот беше таков. Секогаш му лепеше рачето. Секогаш беше на жилет на граница помеѓу регуларно и помеѓу нерегуларно. Го одбра тој пат и заврши тамо кај што заврши на топол оброк 3 пати на ден. Јас одбрав друг пат во 48 квадрати, во врвот на мојата кариера да се мачам, да снимам емисии, меѓутоа мирно да спијам. Никој не може да ми тропни на врата. Никој не може да рече дека дал пари на Васко Ефтов. Кој све не е како телефонски именик спомнам во овие 10 години. Сашо Мјалков па беше газен во емисијата Сашо Мјалков. Хари Костов па беше газен во емисијата Хари Костов. Вице Заев, газен е Вице Заев. Бидејќи проблемот на СДСМ не е Заев, туку заевизмот. Гласачите на СДСМ и неутралните гласачи не го казнија Заев за промена на името, туку го казнија за заевизмот како начин на владење. А заевизмот како начин на владење не е само Зоран Заев, тука е Вице Заев, Трајче Заев, овој координаторот на 4-та изборна единица, кој го ставија, чиф татко за 100 или за 200 евра го апсе во центарот на Струмица во времето на ВМРО-ДПМН. Кирацовски, Боки 13, тоа е заевизам. Затоа ве поразуват луѓето. Вие не мора да расчистите со Заев, бидејќи Заев нема големи промашувања во делот на меѓународна политика, во делот на правецот во кој треба да се движи Република Македонија. Можеме да спориме за името, за начинот на кој тоа е направено, за несмасноста во која е направено. Дали треба да биде ергомнес или не треба да биде ергомнес и така натаму. Меѓутоа, поради тоа не беше казнет Зоран Заев. Тој победи на следните избори после промената името. Казнете поради начинот на владење, поради заевизмот. Тоа е суштината на политичките процеси. Гледате каква харанга се правеше против директорот на финансиската полиција.
Муарен, односно Мубарак, Муарени. Знаете ли зошто се правеше таа харанга? Бидејќи истрагата за земјиштето во Делчево е донесено пред крај. Дека пред Велик ден требаше да бидат апсени приведувани луѓе, бидејќи таму има криминал до гуша. Бидејќи тројца, четворица од најтесниот круг на луѓе на Христијан Мицкоски се со рацете во медот во таа афера. Нападнате тој, нападнате Гаврил Бубевски, Гаврил Бубевски нападнат бидејќи некој предпоставил, бидејќи на Вилма Русковски стекоа мандатот за 6 месеци, дека Гаврил Бубевски ќе дојде на чело на организиран криминал, дека ќе може да ги врши сите тие операции против организираниот криминал во Република Македонија. Нема да биде Гаврил Бубевски. Друго име е во оптек. Погрешна проценка направивте. Нападнавте Фатиме Фетаи, бидејќи била сликана тотално неспасно, тотално непотребно нејзино одење во Палермо и сликање на фудбалскиот натпренак помеѓу Италија и помеѓу Македонија. Меѓутоа врската не е Гаврил Бубевски, врската е Фудбалскиот сојуз на Република Македонија. И ви водите харанга, бидејќи смета дека тие 2 или 3 личности се клучни кои може да го демонтират не груевизмот, туку мицковизмот во врвот на ВМРО ДПМН. Бидејќи со мицковизмот како втора фаза на груевизмот во Република Македонија, таа партија не може да се нормализира. Се дека таа партија не се нормализира, ние ќе влегуваме од криза во криза, од тензија во тензија. Затоа постојано велам Тимчо Муцунски или Никола Поповски, не битно, тоа треба членството да определи да се го избери својот лидер. Меѓутоа се дека членството е на далинско управување од Будимпешта. Како што Лазар Колишевски со климање или со неклимање на главата определуваше кој ќе биде власт во Социјалистичка Република Македонија, така Никола Груевски со климање или со неклимање одредува кој ќе биде начело на ВМРО ДПМН, во кој правец ќе се движи ВМРО ДПМН, ќе ги снима сведоците во неговите судски процеси, ќе ги пушта во јавноста, ќе ги денунцира, ќе ги омаловажува. Па погледнете го неговиот великденски статус. Па тој се поистоветува со Исус Христос. Тој се поистоветува со неговата Голгота. Пораката која сака да ја прати, дека ако умрело детето на Понтиен Пилат поради гревот на неговиот татко, дека ако сите кои него го имаат осудено завршиле неславно во историјата, тој воскреснал и се вратил на голема врата, па тој пораката во тој великденски статус кој доби 4.500 лајкови на Фејсбук кој сака да ви ја прати Никола Груевски, дека тој е неоправдано осуден, дека сите кои учествувале во хајките против него ќе завршат како Понтие Пилат во црната страна на историјата, дека ќе им се случат само неубави работи, а на крај тој ќе воскресни и ќе биде воспеван во целата македонска историја како најзначајната личност на историјата. Се извинувам, тоа е многу болно. Кој јас тоа го прочитав, па јас не можев 5 минути да се созема. Па ние треба да се крстиме 3 пати на ден и да му се заблагодаруваме на Господ што смо станале живи врз овој човек. Па ова е класична политичка патологија. Па ако на ова не му се застане на пат, па Република Македонија ќе заврши многу по-неславно и многу по-трагично 27 април 2017 година. Одете, прочитате го статусот, тоа се 300-500 реда напишени, треба 3 кафања диспета за да останете будни да го прочитате, меѓутоа суштината е тоа. Тој се поистоветува со нешто што е надземно, со нешто што историјата има дефинирано. Тој така ја определува својата роља. Тој е опасен човек. И сите негови потези и избори на чело на ВМРО се драматично опасно за еднината на Република Македонија. И ние почитувани гледачи сега избираме помеѓу една неспособна политичка структура и една драматично опасна политичка структура. И тоа е хендикепот на Република Македонија. Затоа сме хибриден режим. И без подршка на меѓународна заедница ние не можеме да го демонтираме тој модел. Тој модел е многу посилен од власта во Република Македонија. Им руши СЈО, им денунцира сведоци, им уништува сведоци, им креира политички кризи. Па зошто е ставена црната листа на Соединетите американски држави? 2 личности се ставени на црната листа. Не е ставен Јордан Орце Камчев, бидејќи им треба за решавање на бугарското прашање. Ставен е Сашо Мјалков и ставен е Никола Груевски. И американците ви ги стават на црната листа и вие тотално неспособни го осудувате Сашо Мјалков за перење пари само со 1 годишна затворска казна. Па тој не е ставен на црна листа доби 1 година затворска казна за перење пари. Тој е ставен на црна листа за да заглави во затвор да не излези. Јасно е сега кои двајца ќе бидат ставени во затвор, кој ќе биде пуштен, односно ќе биде спасен.
Јордан Камчев треба за решавање на договорот со Бугарија, дадена му е последна шанса, ќе видиме дали ќе искористи. Не сум многу среќен што изваден од трилингот или од чинелот на Никола Груевски на Сашо Мјалков, меѓутоа, она порака која е пратена со американската црна листа, значи да се изврши притисок врз Виктор Орбан Никола Груевски, да го притиснат ВМРО ДПМН да биде конструктивно во процесот на решавање на преговорите со Бугарија, Сашо Мјалков да може оперативно да делува во пратеничката група или во раководството на врвот на ВМРО ДПМН, Јордан Камчев да може да ги омекни ставовите во однос на Република Бугарија, првенствено преку Бојко Борисов, кој сакаше да го прави почесен конзул на Бугарија во Република Македонија. Тоа се пораките последните 3 недели. Ако тие пораки не ги разбирате, еве јас ќе се обидам да ви објаснам. Колку што можам најдобро да ги објаснам пред луѓето, гледачите или македонската јавност. Така кога ќе ги ставите работите, вие сваќате дека целата хистерија е направена да нема договор со Бугарија. Хистерија во Бугарија, хистерија во Република Македонија. 2 или 3 години бугарите ни го тријат носот дека длабоката држава Македонија го спречува договорот со Бугарија. Ние денес гледаме дека длабоката држава Бугарија драматично го торпедира договорот со Македонија. И дека ако Македонија има длабока држава, тогаш бугарите имат супер длабока држава. И тоа ја прави многу кревка било која конструкција за решавање на македонско-бугарското прашање. Ке треба да се оди толку внимателно и по јајца, и од едната и од другата страна, за да се постигне било какво соломонско решение, кое ќе овозможи двете страни да бидат малку победници, малку губитници, но бродо да се движи во оној правец во кој сака меѓународната заедница. Па го читате ли Никола Груевски пред 3 недели? Вели дека Вилма Русковска му понудила спогодба. Тој да ги пушти низ вода Мартин Протугер, Милијана Киевски и Гордана Јанкуловска, а тој да биде спасен и тој да биде ослободен. Па нели специјалното јавно обвинителство човече е направено тебе да те суди? Па 4 или 5 години правеше пропаганда преку овие маслинка медиуми или медиуми под контрола на Виктор Орбан да не убедиш дека специјалното јавно обвинителство е направено тебе да те суди. Имав неколку средби со Никола Груевски. Конфликтот последен со Никола Груевски што јас не сакав да правам емисија за Мерцедесот кој тој го има купено. Тоа е конфликтот. Сите средби со Никола Груевски се документирани и точно имав направена проценка за каква ментална структура станува збор и дека во оној момент кој јас ќе му се спротивставам дека ќе направи се да пушти делови на разговор, да снима делови на истото што му го направи на Јордан Оце Камчев, што му го направи на Мартин Протугер. Тоа е таа една ментална структура. Какви жолти комбиња, какви бакарчи човекот снимаше, човекот прислушкуваше и ги користеше тие разговори за денунцирање или за оценување на луѓето кои му стоеле на патот. Па дури на тие 2 или 3 средби ме убедуваше дека тоа што ми ги забранувале емисиите 2011 со струјата што ми укина на Канал 5 телевизија, 2012 во Алфа телевизија, дека тоа го направиле и дека тоа ми служило за моје добро. Бидејќи со укинување на емисиите сум станал многу поспособен, многу пожилав, сум бил многу поголем борец и сум ја продолжил мојата новинарска кариера. Помните која е тоа замена на тези? Па тој излегуваше на Сител телевизија, велеше апсете мене, немојте да ги апсете моите соработници, немојте да чепкате во ВМРО ДПМН. И на првата кривина избега. Се маскираше, влезе во гепек и го однесе во Будимпешта. Око не му трепна ни за Миле, ни за Гордан, ни за Мартин Протугер. Седи тамо, јади гулаш 3 пати на ден. Гордан Јанкуловска е веќе 1 или 2 години во затвор во Идризово. Милијан Екиевски сирот имат 15 или 20 години затворска казна натоварена на грбот. Мартин Протугер кој проба да објасни како се земени парите од сефот на ВМРО ДПМН да бидат купени плацовите на Водно, беше масакриран, денунциран токму од Никола Груевски. Погледнете партијата ВМРО ДПМН. 1,3 милиони евра се земени од нејзиниот сеф. Донации кои биле дадени во партијата, чувани во сефот, и искористени за купување земјиште на Водно. Има пресуда од 7 години. Нема ништо, мукла, нема никаква реакција. Па барајте се ги парите назад, тоа се ваши пари. Вашите членови ги дале за партијата, а не Груевски да си купува земјиште на Водно. Погледнете која е таа конструкција, во која се вклучен еден конзул во обид на Република Бугарија, Јордан Камчев, еден почесен конзул на Република Србија, па Мијалков, па мајка, па сестра на Јордан Камчев, па делови на таа банка, Стопанска банка Битола. Кој е тоа здружење?
Па овие од СДСМ, пазите која тоа е една неспособна структура. Изфинансира проекти и проекти во наводници. Одеа тамо правеа емисии за 1 или 2 квадрати во стан што ги ќарува или што ги краде Ванчо Чифлиганец, наводно. Меѓутоа никој не отиде да сними кај се наоѓа таа локација. Кај се наоѓа таа парцела, во кој дел наводно се наоѓа таа парцела. Како е водена целата процедура и постапка тоа земјиште од неградежно се претвори во градежно земјиште. Кој е тоа злосторничко здружување? Колку далеку размислувале? Го пикирале земјиштето и направиле се тоа земјиште да го претворат во градежно земјиште и после по џабалак цена да го купи Никола Груевски. Па зашто служеа бомбите? Да бидат уценувани директори на предпријатија, да им бидат купувани фирмите по џабалак пари и да биде трупано богатство. Затоа и славеа првата милиарда долари што ги имат направено. Славеа во Монте Карло и ставеа тука во Република Македонија. И тоа е суштината, почитувани гледачи. И кога вие ќе се разбудите од овој сон што ви е правен, овој сон што го имаше правено во МРДП, тоа што го прави Путин сега во Русија, гледате каков сон прави. Тој 9 мај ќе го прогласи како победа над фашизмот. А победа на фашизмот е Украина и сите кои стојат на страната на Украина. Па Република Македонија стои на страната на Украина. Ние сме го победиле фашизмот. Тој бил бугарски, тој бил италијански, тој бил балистички, тој бил германски. И ние со полно право со 24.000 жртви во Втората светска војна се сметаме за антифашистичка држава. Меѓутоа бидејќи сме сега на страната на Украина, како земја која е членка на НАТО и која сака да стане членка на Европската унија, ние ќе бидеме сега дел на фашистичката творба, кој помага на агресорот Украина која ја напаѓа Москва и е против Руската Федерација. Гледате кој е замена на тези, кој е Потемкиново село, па тоа ви го правеше 11 години Никола Груевски. 11 години земјоделската политика на Никола Груевски преку А1 телевизија имаше најголема подршка во урбаните населби во Скопје, а немаше подршка во Струмица и во другите аграрни средини. Тие што работеа на земји и на ниви, сега ви се наставници, учители ви протестират за повисока плата. И водат кампања даскалите барат поголеми плати за даскалот да дојде на чело на владата во Република Македонија. Ја немам ништо против што луѓето дошле во Скопје, мојата сопруга е од Гевгелија. Меѓутоа кога ќе видите тамо во школите, во училиштата, па тамо се регистарски табличи Виница, Берово, Пекчево и така натаму и така натаму. Ги донесоа во Скопје. Намерно ги носа за да сменат етничка структура или да сменат гласачка структура во одредени општини. Затоа и се граде оние згради во центар, за да може и во центар да се смени гласачката структура, за да може ВМРО да победи на избори, бидејќи тоа не беше направено, ги носе оние нестрекни луѓе од Пустец да може да гласа за МДПМН. Гледате оние 2 или 3 згради во општина Центар, кој се ке хотел Бристол, каде што најмногу губеше Никола Груевски, им направи 3 згради. Кога излезат луѓе на балкон или на прозор, не може да погледнат повеќе од 10 метри, бидејќи им е изградена нова зграда тамо. Ги казнуваше на еден начин, ги казнуваше на еден брутален начин. Тој човек сега, со помош на медиумите, со помош на Лазар Кулишевски, филозофијата да може да контролира се уврвот на ВМРО ДПМН, повторно ви прави политичка криза, бидејќи знае дека ако се реши договорот со Бугарија, дека нема враќање назад, дека Македонија ги отпочнува преговорите со Европската унија, дека тамо може да се менуваат премиери, да се менуваат председатели, меѓутоа процесот трасира, знаете, почне гледачи. Видете што прави сега Зоран Милановиќ. Се заканува дека ќе стави Хрватска вето на прием на Финска во НАТО сојузот или НАТО структурата. И тоа е рефлексија на првото грчко вето. Прв пат е тешко вие нешто да направите. Кога ќе направите прв пат, кога ќе веќе направи невината грешка, веќе е лесно да го направите втор пат. Уште е полесно да го направите трет пат. Првото вето е грчкото вето кое 2008 година ставено кон Република Македонија, кога Македонија заедно со Албанија и со Хрватска требаше да стане земја членка на НАТО, полноправна земја членка на НАТО. Па ајде сетете се што кажуваше грчкиот премиер Караманлис во грчкиот парламент. Да не им падне на памет на скопјаните да помислат дека можат да станат членки на НАТО по друго име, освен по ранешна Југословенска Република Македонија. Значи Грција не размислуваше да стави вето за Република Македонија. Грција се бореше Македонија да не биде примена во НАТО под уставното име, бидејќи 2004 година Соединетите Американски држави призна Република Македонија под нејзиното уставно име. И доаѓа Никола Груевски 2006 година и тоа постојано ви го кажам, тоа беше направена емисијата за Никос Грујос. Може да видите на YouTube.
за да покажам дека Никола Груевски беше најсилната грчка инвестиција во Република Македонија. Почна да става Александар, Филип, да менува аеродроми, да менува автопатишта и мини и така натаму и така натаму. И никој не ви вели дека тоа не може да го правите. Па станете членка на НАТО, па правите колку сакате. Им дадовте алиби, им даде алиби на Грција да ни стават вето. И кога едно вето ќе е ставено, тога следи бугарското вето. Да немеше грчкото вето 2008 година, ке се прашавме дали ќе имаше бугарско вето лани и преклани. Дали Зоран Милановиќ ќе се дозволеше сега да треска глупости да стави вето на Финска за прием во НАТО сојузот. Никола Груевски со една намерна, неразмислена или длабоко осмислена стратегија, водејќи таква политика кон Грција, и тоа не значи амнестија за Грција. Грција е виновна колку е тешка и повеќе од тоа. Вие да барате одредена држава во смени своето име, тоа е анахроно во 21. век. Меѓутоа, кога имате еден таков противник, кога имате еден таков ирационален спор, тогаш тоа што најмалку треба да го правите е да му давате алиби на тој ирационален спор. Вие да почнете да водите уште поирационална политика. И ако тој вели Македонија е Грчка, вие да велите дека Грција не постои, дека античка Македонија е само наша. Тоа се универзални придобивки, универзални категории. Да, Александар Македонски е македонец, како што е Александар Македонски човек кој е одбележал светската историја. Вие не можете да национализирате одредена историска личност. Одредена личност која има определено светската политика. Одредена личност која е најмокната личност во светот некаде пред 23-24 века, кога постојат државите, но не во денешна форма, кога постојат нациите, но не во денешна форма. И вие со една абсурдна политика давате алиби на Грција да ви стави вето. Грција става вето, па следи бугарско вето, ја се надам дека нема ова нестрека од Хрватскиот председател да стави вето на Финска, бидејќи Шведска и Финска сака да станат земји членки на НАТО, токму гледајќи што се случува во Украина. А во Украина се случува еден рашизам за да може Украина да не стане земја членка на НАТО. И кога некој ќе дојде да ме праша зошто станавме членки на НАТО и што тоа не има придонесено тука во Република Македонија, па погледнете која цена ја плаќа Украина кога сака да стане земја членка на НАТО. И вратете се од референдумот па наназад и нанапред и да видите низ кои све политички кризи помина Република Македонија за да не стане земја членка на НАТО. Па кој ги праша тие кризи? Па инсталациите на Русија на Балканскиот полуостров, првенствено преку Србија и преку Белград. Тамо ќе се случи кршењето. Не во Република Македонија. Во Белград ќе дојде кршењето и преку Белград и промената на филозофијата и на геополитичката позиција на Белград, вие ќе гледате што вели Владимир Путин на средбата со првиот човек на Обединетите нации. Дека тој само го искористил примерот на Косово, преседанот на Косово, за да ја прогласи независноста на Донецка и Луганска народна република. Ги пушти низ вода Србите, Косово, се она што 15-20 години ги силеше да го прават. Попарени се сега медиумите на Вучиш, погледнете. И Српски телеграф, и Блиц, и Информер, сите од прв и она новости кај што го води овој човекот на руското лоби во Србија. Сите тие се попарени и како се оние наслови. Русија нас е пустила низ вода, да ве пушти низ вода, бидејќи Русија ве користеше за да може да го направи истото што е направено во Косово, Донецк, во Луганск, да прави сега референдуми широм Украина, Херсон и така натаму и така, да влезе во Приднестровје, да има Абхазија, да има Осетија и така натаму. Тоа е руската стратегија. Истото што го правеле американците, да го прават и русите. Со тоа што американците ги осудуваме, и јас и вие, а русите јас ги осудувам, вие ги браните. Тоа е разликата. И од таа положба и ситуација мораме да излеземе како одредена здрава, нормална, демократска држава. Ние не можеме постојано да влагаме во опсајд. Постојано да одиме во еден погрешен правец и постојано да ни се други виновни, поради тоа не ние сме виновни. И тоа што го прават бугарите, гледате, она вето кој не остава за Република Македонија. И ако продолжат тоа да го прават, ако длабоката држава во Република Бугарија е толку силна да продолжи тоа да го прави, тогаш не треба да им речеме, дечки, ние прогласуваме мораториум на преговорите со Бугарија. Па имате многу посилни, многу потешки проблеми од проблемите кои ги имате со Македонија. Еден ваш министар за одбрана руската агресија нарече воена интервенција. Еден ваш председател рече дека Крим е составен дел на Руската федерација.
Па после по интервенција на американската амбасадорка во Софија, помеѓу првиот и вториот круг на председателските избори, мораше да се посипа со пепел и да вели дека тој го смета Крим како составен дел на Република Украина. Бугарите имат многу поголем проблем со американците, со својата геополитика, со правецот за кој се движат. Дали се земја членка на ЕУ и на НАТО, дали ги почитат одлуките на ЕУ и на НАТО. Па главни фронтмени на рашизмот во ЕУ и во НАТО се Зоран Милановиќ и Румен Радев. Во таква констелација на односи, ние треба да имаме доволно мудри, па дури и храбри, да решиме, дечки, ние се извинуваме. Можеме да прогласиме една година мораториум на преговори со Бугарија, се дека Бугарија не се ги реши своите проблеми со Америка, своите проблеми со Европската унија, своите проблеми со НАТО, ко Бугарија ќе се ги реши тие тешки проблеми, каде сака да биде, на западот или на истокот, со Москва или со Вашингтон, тогаш ние ќе решиме овој наш проблем, кој е минорен проблем за Бугарија во споредба со проблемите кои ги има со Америка и со НАТО. Ево таква дупка е напикана Бугарија. Длабоката држава Бугарија, слично како и длабоката држава Македонија, вите бугарите нас не убедува или не обвинува дека сме творба на Коминтерната. Па те испадна најкоминтерновска творба, најруска творба во структурите на Европската унија и на НАТО. Заедно со Хрватска. Меѓутоа Хрватска исто така има логика. Погледнете ги Јосип Манолиć, Стипе Месиć, Копинич. Тоа беа све представници на НКВД. Поранешна СФР Југославија не се рушеше преку Белград и преку Босна, се рушеше преку Хрватска. Сите тие генерали околу Туџман, сите тие играчи околу Туџман биле припадници на НКВД, руското разузнавање, кој функционираше на територијата на поранешна СФР Југославија. СФР Југославија е рушена преку руското влијание. И тоа постојано се го кажува. И сега сте изненадени што Зоран Милановиќ има такви изјави. Па Будимир Лончар, кој беше представник на разузнавањето на Министерството за надворешни работи, го пушта низ водена средба во Москва и во Русија Милован Джилас. Така почнува процесот на рушење на Милован Джилас. Така почнува процесот на рушење на Едвард Карделј. Тоа е хрватската врска. Бакарич, Манолиć, Месиć, Копинич, Будимир Лончар, Зоран Милановиć. Главна инсталација се бугарите, хрватите и Виктор Орбан, кој на стари денови реши дека треба да биде руски јастреб во врвот на Европската унија, во врвот на НАТО. Да завршиме со Словенија, каде што почнавме. Некаде 55 минути анализа. Го спомнав Милан Кучан. Татко политички на Милан Кучан беше Стане Доланц. Стане Доланц кој го спомнувавме во некои емисии поврзани со Аркан, поврзани со тоа подземје на поранешна СФР Југославија, кој беше ставено во функција на службата за државна безбедност и која низ Европа и Америка ги екзекутираше политичките противници на тој режим. Стане Доланц е патриархот на словенечката левица. Тој го избира Милан Кучан за свој наследник. Еднаш или два пати месечно шетаа по словенечките планини и собира печурки и одредува во кој правец ќе се движи словенската политика. Тоа сега го прави Милан Кучан. Гледате како се пренесува штафетната палка од една на друга личност. И секогаш кога интегритетот и правецот на Словенија ќе биде загрозен, тие реагират. Се појавуваат од зад сцената, бират одредени играчи, им ја стават на располагање целата логистика и Словенија продолжува по траектираната патека. 1991 година Словенија стана независна држава со паролата Европа здај или Европа сега. И словенците знаат која цена ја платиле. Знаат колку е таа скапа цена. И тие грчевито се борат тоа да не дозволат да им биде уништено, да биде пропаднато. Ние немаме таа колективна меморија. Ние немаме таа дарба така да делуваме. Да има одредени патриарси кои од позадината ги влечат конците, ги влечат потезите. Нашите патриарси прво го стават личниот интерес, па подоцна размисла за државниот или колективниот интерес во Република Македонија. Да беше обратно. Бранко Царенковски немаше на локалните избори да го руши Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев и без Бранко Царенковски ка паднеше. Не поради тоа што го направи со Грција и со Бугарија, туку поради заевизмот што ви го објаснав како начин на владење. Бранко Царенковски немаше да застани зад Никола Груевски, да го донесе на власт 2006 година, да го сруши од власт Владо Бучковски. И вие кога седнете да анализирате, во врвот на СДС само го имате Бранко Царенковски, кој е некрунисан патриарх на левицата во Република Македонија, кој е убедливо најинтелигентен политичар во целата таа номенклатура и за жалење таа неспорна политичка интелигенција не ја искористи
конструктивно, туку искористи деструктивно. Владо Бучковски кој има 1 милион грешки, од лепење на раката, технички или тенковски делови, територијално организација, тепање во струга, едва го излекува, спаси жива глава со хеликоптер, којто никој не може да му спори на Владо Бучковски, дека Владо Бучковски беше премиер кој направи најмногу пријатели во меѓународната заедница за Република Македонија. Одеше во Финска, во сауни, ги носеше тука, свараше пријателства, свараше сојузништва. Вие не може да не го искористите Владо Бучковски. Не може да не го искористите Васил Топурковски. Го користите, ја рушите владата на Лјупчо Григорски 2000 година и му отварате афера за тајванските кредити. И сега едва врзува крај со крај. Еден неславен крај на една врвна интелектуална величина. Тоа во Словенија не се случува. Ниту еден припадник на левицата. Дали тоа беше Јанес Дран, дали тоа беше Јанес Становник. Сите тие или беа на чело на влада, или на Сдружение на борци. Сите беа испоштовани од прв до последен. Јанес Јанша победуваше на избори и во оној момент кога се закануваше да ја смени траекторијата на Република Словенија, беше масакриран на избори. Тоа во Република Македонија го немаме. Затоа 11 години владееше Никола Груевски. Ние говориме за Мериот. Мериот кој е во наводници конфискуван од кога е Мјалко ставен на црната листа. Мито никој не си го поставил прашањето која година Мериот почнува да се гради. Кој му дава кредит на тој Мериот? Па нели е тоа личност под политички ризик? Како вие давате кредит на личност под политички ризик? Како таа банка која дава кредит на таа личност со силен политички ризик се откажува од првенство на наплата на својот кредит со хотелот Мериот кој е ставен во хипотека и дава на државата да има првенство. Па врз база на таа хипотека Сашо Мјалков пред нова година е пуштен од затвор. Односно пуштен од притвор во Шуторисари. Тоа е некапацитетноста на македонската левица. Македонската левица денес се однесува како да не владеела 70 години. Како Лазар Кулишевски да бил начело на партијата кај што наследнички ВМРО ДПМН, не СДСМ. Денес ДУИ покажува капацитетност како се води. Погледнете ги. Па сите пари од енергијата ќе ги добие ДУИ. Дали овој Бектеш, дали ова нафтена компанија, дали некој, сите пари, па БЕК, набавката на мазут е направено од албанците. Ки има 200 милиони тендер сега за ТЕЦ Неготино, пак ќе го прават албанците. Пак ќе оди Бектеше ќе купува во Турција. Пак ќе оди Бектеше ќе се договара. Па со кого Бектеше има завршено во Јаха Кемал? Кој му е генерација, со кој пават пари? Па ДУИ покажува капацитетност како не само да влада и да вработува по рамкова, туку да прави пари, да прави капиталисти. Додека имаше мораториум македонски градежни фирми да градат во Скопје, граде албански градежни фирми. Тоа се клучни прашања. Паднува Саша Богдановиќ бидејќи го испочитува договорот во партијата да не им се дозволи на македонски предпријатија да градат во Скопје. Видете кои сега харанги се случува околу Треска, ќе се гради или нема се гради. Меѓутоа поминува дупотно одредена друга албанска градежна компанија во Карапашка Стефче Екимовски. Се гради тука во аеродром. Се гради овој Изгейт, најголемиот шопинг центар. Па тоа не го градам јас, не го градат македонски, го градат албански компании. И ние додовме поради некапацитетност на сегашната СДСМ, помеѓу начинот на владење на ВМРО ДПМН, која не водеше сметка за државноста, која немаше капацитет да свати во кој правец се движи државата, кој во еден момент ги фрлија шинелите и униформите на Тодор Александров, Ванчо Микалов стана Александар Македонски, гледате се Гиле Димовски, Антони Милошевски, кои пуштаа споменици, кои учествува на пуштање на споменици на Тодор Александров, сега се и против Тодор Александров, против Ванчо Михајлов. Сега говорат за бугарштина, сега говорат за неоврховизам во Република Македонија. Што е следно? Боки 13 да ги осудува овие реални шоу кај што има учествувано? Тоа ли е следно во Република Македонија? И поради некапацитетноста на двете доминантни политички партии во Република Македонија, ДУИ сега не само што вработува по рамковен договор, туку е власт во Република Македонија. И не треба да се лутиме на ДУИ. ДУИ го прави тоа најдобро во однос на останатите. Ја користи својата интелектуална политичка доминантност и спроведува не политички агенди од типот на голема Албанија. Тоа е веќе пасе за ДУИ. ДУИ сега создава одредена бизнис, тајкунска елита албанска во Република Македонија, која инвестира во Гевгелија, која инвестира во одредени хотели на македонско-грчката граница, која купува земја во Јужна Македонија,
Кој гради, прави, трупа капитал. Од Кавадарци надоле нема битна локација која не е купена од албански или структури битни на Дуј или блиски на Дуј. Тоа е суштината. И кога ќе се разбудиме еден ден, кога ќе сватиме дека поради нашата глупост сме ја изгубиле државата, и државата не ја губиме со промена, со преговори со Бугарија, со преговори со Грција. Државата ја губиме бидејќи тоа го правиме глупо, ја водиме глупо. Наместо Стево Пендаровски се појави во Украина, се појавува Тала Џафери. Наместо Стево Пендаровски доаѓа да ни кажува приказни дека 48% од македонците се за промена на траекторијата од НАТО и ЕУ кон Руската Федерација и кон Кина, овој отиде и се сликаше со Селенски. Тоа е разликата помеѓу македонската и албанската политичка елита. Тие знаат што сакат. Јас не им замерам ништо, бидејќи тие го прават тоа што им е дозволено. Па гледајте фудбал. Па Вилјареал ќе го победи Бари, ќе го победи Јувентус, бидејќи им беше дозволено тоа да го направи. Што не го победи Ливерпул вчера, ги згази 2-0. Вие играте толку колку што ќе ви дозволи противникот. Кога противникот македонската страна, во наводници противникот, е некапацитетен, тогаш никој не ни е виновен нас ако приеме 3 гола. Па еден попис направивме као што албанците се помалку од колку што беа пред 20 години, 2002 година. И ние го миниравме, го рушевме пописот со ВМРО-ДПМН, со Левица. Не знаевме да испоентираме. Повторно сме ние фрустрирани од пописот, иако испаднавме дека не сме толку малку колку што не збора изминатите 20 години. И албанците гледате колку мудро и вешто излегоа пак ко победници, ако беа масакрирани и торпедирани на пописот во Република Македонија. И тоа е што јас ви го зборам. Ова не значи некои филипики против албанците. Напротив. Јас само велам, дечки, па гледайте што прават. Дојде време ние да учиме од нив, а не тие од нас. Дојде време ние да речеме, видите, не е срамота да гледаме што прави Дуј. Не е срамота да гледаме што прават нивните министри. Нивните министри на кои ми се смеевме пред 2-3 години дека не знаат да зборат македонски. Научио меѓу време македонски. Научија да ги користат полугите на власт. Научија како да се владее во Република Македонија. Иако пред 20 години албанците со оние зегин кесички доаѓаа да платат, за да може да им биде одредена работа завршена, доаѓа време кога македонците со зегин кесички ќе одиме да плакиме да не биде завршена работа, бидејќи нашите представници во власта се некапацитетни. СДСМ беше избришан на локалните избори. Дојдоа градоначалници на ВМРО-ДПМН, освен тројца, четворица, другите се канта тропа. Ништо не е сменето. Тоа покажува дека секоја наредна генерација македонски политичари е полош од таа претходна што има заминато. И која порака ние ќе пратиме на нашите гледачи, гласачи, нашите сонародници, македонски граѓани, албански граѓани кои живеат во Република Македонија? Која порака ќе ја пратиме со таа некапацитетност? Тоа е проблемот, за тоа треба рамковен договор. Не за криминал, не за корупција, не за туку треба рамковен договор да можеме тие што се паметни, успешни да ги изфорсираме напред. Па ние имаме 30 години промашена кадровска политика. Ние 30 години инвестираме или во загубари како железара, или инвестираме во неспособни структури кои не може да се снајдат во животот. Ние 30 години фрламе пари во нешто што не е капацитетно. Па ајде да смениме малце филозофија, да почнеме да фрламе пари во нешто што е капацитетно, нешто во што ќе вложиш и што ќе може да ти врати во државен интерес, во пари, во вработување, во стапка на економски развој. Доста ние помагаме неспособни луѓе. Доста на неспособните луѓе им посветуваме внимание. Па кога почнав да ве нарекувам рублја патриоти, не го нарекувам или не ве нарекувам бидејќи јас вас ве мрзам или не ве сакам, туку само сакам да ви кажам, дечки, вие правите штета на државата. Вие може тоа интимно да го мислите. Тоа може интимно да го сакате, како што јас може интимно да ја сакам Русија многу повеќе од Украина. Но кога веќе имаме одредена одговорност пред државата, историјата, пред јавноста, тогаш треба да направиме се таа наша одговорност да искористиме на најдобар можен начин. Македонија нема право на грешки. Многу грешки направивме во историјата. Дојдовме до зид, секоја наредна грешка ќе значи наше драматично удирање со главата у зид. И ако тоа продолжиме да го правиме, никој нема да не биде виновен. Ни Ахмети, ни Тала Џафери, ни Дуи, ни клети албанци, ни клети бугари,
Ни тирански платформи, ни преспански договори, ни договори со Бога, ни Србија, ни српско црковно влијание во Република Македонија, ни српски свет, никој нема да ни биде виновен. Ке бидеме ние виновни што немаме имунитет да се спротиставиме на тоа. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Нова дружина недела во 22 часот. До недела во 22 часот, кога е 1 мај, голем празник за мене. Меѓутоа и покрај тоа ќе направиме емисија на 1 мај. Се гледаме недела во 22 часот, тогаш пријатно вечер Македонија, каде да си.